Вестите на Сител. Во студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 9. Председателот на владата Христијан Мицкоски ќе присуствува на самитот на лидери, нашиот план до Европската Унија, кој денеска ќе се одржи во Тирана, Република Албанија. Предвидено е премиерот Мицкоски да се обрати на панел дискусијата насловена исполнување на заеднички обврски, резултати и заврзување. Собраниската комисија денеска ќе го утврди кандидатот кој ќе ја предводи антикорупцијската комисија по спроведените интервјуа изминативе 2 дена. Актуелниот генерален секретар на антикорупцијската комисија, Адем Чучулј, е највисоко рангиран на листата што ја направи комисијата за селекција за прв човек на ДКСК, и тој на утрешната седница на комисијата за избор и именувања. Најверојатно и ќе биде утврден како предлог за председател на независното тело, дознава Сител. Иако не мора да се водат од ранг листата, партиите неофицијално се согласиле овој пат да одат со кандидатот со најмногу поени, со цел да се избере председател на ДКСК кој нема да биде избран со надгласување и ќе може да го врати кредибилитетот на институцијата. Предлогот од комисијата ќе треба да биде потврден и на пленарна седница. Комисијата за селекција го заврши рангирањето откако 2 дена ги интервјуираше пријавените 10 кандидати кои пак аплицираа за оваа функција уште пред локалните избори. Чучулја предводи листата со оценка 9,65, а зад него се поранешниот ревизор Бранко Смилевски и професорот Кимо Чавдар. Според биографијата доставена од Чучулј, тој е дипломиран правник кој најголем дел од својот работен век го поминал во ДКСК, и тоа од најниското скалило па се до генерален секретар. Антикорупцијските експерти велат дека во овој момент на антикорупцијска и треба на вистина квалитетен човек со интегритет. Тој треба сега да внесе една нова енергија и со својата работа да придонесе за подобрување на кредибилитетот на институцијата, што значително се наруши по покренатото обвинение за претходната председател. Исто така, тој мора да придонесе за надминување на забелешките во извештајот на Европската комисија. А тоа е да се подобри комуникацијата со јавноста, да се работи потранспарентно и непоколебливо да се постапува, особено по предмети со политички сензибилни елементи. Значи, висок интегритет и непристрасно, независно и професионално и законско работење. Да не забораваме дека станува збор за институција која што има превентивна улога. Значи, тоа ви е исто како да одите на доктор за систематски преглед. Ама хирургот е обвинителството и судството. Комисијата за спречување на корупцијата добива нов председател откако Татјана Димитровска си поднесе оставка откако стана обвинета во случајот Адитив, дека на обвинет во случајот пренесувала информации. Дополнително одговара за фалсификување на сертификатот за државна тајна, бидејќи во нејзино име друг го полагал електронскиот испит. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Даночни и пазарни инспектори се приведени во истрага поврзана со пожарот во Кочани. Инспекторите го предупредувале газдата на дискотеката за инспекција, затоа добивале мито од неговиот син. Приведени се 8 лица, од кои за 2 се осомничени се бараат мерка притвор, а за останатите мерки на предпазливост. Се проширува истрагата за работењето на дискотеката Пулс. Во соработка со Кочанското обвинителство и полицијата, денеска и во текот на вчерашниот ден се уапсени 10 лица. Најголем дел од нив се инспектори на УЈП од Штип и Струмица. Според државниот обвинител Коцевски, за лицата постоел сомнеж дека земале мито, давале службена тајна и ја злоупотребиле положбата како даночни инспектори. Денеска се приведени нешто помалку, по моја информација, околу 10 лица и во моментот се вршат претреси на одредени локации. Само можам да ви кажам во овој момент дека се работи за лица вработени во управата за јавни приходи, а за кривични дела, тоа прва ќе видиме, меѓутоа првичните сознанија се за кривични дела злоупотреба службена положба во остување и примање и давање мито. Според обвинителството постоел сомнеж дека инспекторите на УЈП директно комуницирале со собственикот на Пулс Дејан Јованов и го информирале дали и кога дискотеката ќе биде контролирана. Таквата комуникација се одвивала преку апликацијата Viber. Беше објавена и во медиумите,
а покажа дека даночните инспектори добивале и подароци. Меѓу лицата кои се уапсени е и Драганчо Паунов, кој е брат на ВД председателката на Скопскиот кривичен суд, кој според објавените разговори бил во постојана комуникација со сопственикот на дискотеката и го информирал за плановите на Штипската централа на УЈП. Јавноста беше запознаена дека се водеше предистражна постапка за лица кои што беа вработени во управата за јавни приходи, а поврзани со на некој начин со кочанскиот предмет. Овој предмет не може да се спои со сегашниот кочански предмет, затоа што овде не е поврзаноста на штетната последица, односно смрт. Ова се кривични дела за злоупотреба, давање и примање подкуп, што нема врска со овој кривичен правно настан. Апсењата на инспектори на управата за јавни приходи од Штип и Струмица доаѓа по неполни 24 часа од почетокот на судењето за кочанската трагедија. Во својот воведен говор, обвинителството најголем простор обезбеди за сопственикот на дискотеката Јованов, за кој се вели дека негов единствен интерес бил профитот. Токму тој се наоѓа во центарот на денешната полициска акција за апсење на инспекторите на УЈП кои земале подкупи подароци од Јованов. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Во продолжение следуваат